почитувани медиуми, почитувани граѓани. Слушнавме преку викендот дека господја Силјановска ќе барала да се поништи Преспанскиот договор. Договор што го поддржаа речиси 610.000 македонски граѓани кои гласаа за на референдумот, кои што за да биде успешен не ни фалеа повеќе гласови да и за, туку ни фалеа гласови против. Договор што го поддржаа 2/3 од народните пратеници во собранието. Договор што не зачлени во НАТО и не ги отвори вратите за членство во Европската унија. Прво, сакам една работа да расчистам. Името што го наследивме од нашите предци и што е константа во сите сложени имиња во историјата на македонската држава е името и именката Македонија. Прво, веднаш по Втората светска војна, како демократска федерална Македонија, од 46-та Народна република Македонија, подоцна од 63-та Социјалистичка република Македонија, па Република Македонија во времето независноста и сега Република Северна Македонија или Северна Македонија. Која е константата во сите овие сложени имиња? Се разбира името, именката Македонија. Нити сме ние Мадагаскар, нити сме ние Маурициус или Монголија, уште помалку Скопје. Да потсетам уште еднаш на зборовите на медијаторот Нимец. По Преспа никој не може да спори дека во Северна Македонија живеат македонци кои зборуваат македонски јазик. Што ова воопшто значи? Ќе барала да се поништи Преспанскиот договор. Тоа значи дека господја Силјановска се залага да го поништиме договорот што е гарант на македонската иднина. Тоа значи дека Силјановска се залага да го симнеме НАТО знамето пред собранието. Тоа значи дека Силјановска се залага да заборавиме на Европската унија. Да им кажеме не фала, ние повеќе сакаме преплатени споменици и повеќе сакаме да ни се обраќате со поранешна Југословенска Република Македонија. Дали вие, господја Силјановска, сте подготвена за последиците од ваквиот чекор? Дали вие сте воопшто сериозна? Во слепиот занес за власт ќе рушите историски чекори што воопшто не ги разбирате. Со каква тоа неподнослива леснотија се дрзнувате да се расфрлате со вакви закани по македонската иднина? Зошто тогаш неодамна во ваш пост анализа се повикавте токму на Преспанскиот договор во одбрана на македонскиот јазик? Ако вашата понуда е поништување на Преспа, што им нудите на македонците кои зборуваат македонски јазик како алтернатива за НАТО членството и за пристапниот процес со Европската унија? Ве прашувам, ако вие бевте пратеничка во досегашниот состав на собранието, како ќе гласавте на прашањето на собранискиот спикер дали сте за ратификација на протоколот за членство на Република Северна Македонија во НАТО? Разбирам дека господја Силјановска често делува не баре се срами од партијата што ја кандидирала и чиј што носител е. И јас би се срамал. Но освен што не го познава статутот, очигледно не ја прочитала ниту програмата, каде ДПМН сепак не се осмелува да отиде дотаму, па црно-бело да напише дека ќе го поништи договорот, гаранција за македонската иднина. И на крајот, за да ги исклучиме сите недоумици, бидејќи понекогаш јавните настапи и се конфузни, јавно ја повикувам уште еднаш на македонската јавност да ја каже дали се залага за поништување на Преспанскиот договор. Благодарам.